Благодарам. Бидејќи бев представен како експерт, а повеќето ми знаете од поранешните функции во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, сакам да ви кажам една работа, дека да не ве бунат експертите. Експерти се нарекуваат луѓе кои што кога нешто ќе ги прашате и кога тие ќе ви одговорат, тогаш нема да ви биде јасно што сте ги прашале. А има една анекдота која што вели дека постојат 3 начини да си го упропастите животот. Со алкохол најбрзо, со жени најсладко, а со слушање на совети од експерти најсигурно. Оттаму, дозволите ми да кажам, че ги изнесам моите мислења во врска со нацрт текстот на амандманите, сосема кратко, затоа што гледам дека голем број на луѓе стојат и претпоставувам дека е непријатно е кога ние седиме, а толку многу луѓе да стојат и дека че тоа не издржлива после долгите излагања на експерти за суштината на нацрт амандманите. Може би некој од таквите експерти би рекол дека овде е толку студено затоа што сме веќе Република Северна Македонија, ама јас знам дека е тоа заради тоа што е декември, заради тоа што оваа сала нема грејење. Меѓутоа, дискусијата за нацрт амандманите е важна, затоа што со објавувањето на нацрт амандманите паѓа уште една лага на оние кои што сметаа дека не е само штетен договорот, туку ќе ги видите што ќе биде напишано во амандманите кога ќе бидат објавени во Македонија. Дали дури со промената на уставот ќе се види националното предателство кое што е извршено, дека дури со промената на уставот ќе се види каков капитулантски договор сме подпишале, дури со промената на уставот ќе се види дека всушност ние сме биле уценета земја која што е прифатила нешто што никогаш не било прифатено. И токму овие амандмани, 4 се на се, кои што се донесени, кои што се сосема кратки и сосема јасни, кажуваат дека ништо важно и ништо драматично не се менува во нашиот устав. Единствената суштествена промена, која што направена со цел да се имплементира рамковниот договор, се состои во членот 33 од уставот. Тоа е онаа бројка 33 членот од уставот, колку што пати е спомената Македонија во Библијата и во која што се вели дека Република Македонија ќе го промени името во Република Северна Македонија со образложението што го даде премиерот и дека ќе бидеме Северна Македонија. И тука нема ништо што било непознато, ништо што било скриено, ништо што било на некој начин основа за некаква манипулација. Сосема јасно зошто се прифаќа еден компромис за да се направи голем исчекор во еден чин од страна на една нова генерација на политичари во Македонија и во Грција, која што прави историски и визионерски чекор за создавање на еден мировен договор меѓу Македонија и Грција, кој што ќе им донесе добробит на двете земји и на целиот регион. И тој тип на компромис треба и мора да се прифати. Едноставно, за тоа прашање, јас многу ми е релевантно мислењето на нашиот пријател од Грција, Павлос Воскополос од Виножито, кој се бори за етничките права на македонците во извонредно тешки услови и кој во едно интервју на Нова ТВ има објаснато на оние што досега се плашат од губење на така наречениот национален институционален идентитет на Македонија, дека префиксот Северна не значи какво било оспорување на идентитетот. Мислиме, вели тој, дека тоа воопшто не влие врз националниот идентитет. Ние сметаме дека македонскиот национален идентитет е загарантиран секаде во светот. Цел свет го признава и тоа го знаеме добро. Грција и Бугарија имаат внатрешен проблем со македонското прашање. Кога станува збор за национален идентитет, нема да има никаков проблем. Но исто така сакаме да потенцираме дека настојуваме да гледаме напред, да имаме мир за следните генерации. Во договорот, вели тој, јасно се наведува македонскиот јазик и ова е голем шок за просечен грк. Ова е голем продор и прво распукување на националистичката идеологија во Грција и затоа е голем проблем за просечен грк да прифати македонски јазик. Овие две точки, вели тој во договорот, македонската националност или државјанство и македонскиот јазик се проблем за просечен грк кој не е информиран и едуциран за да знае за што станува збор. Самиот договор, овие две точки и размрдување и удар на грчката националистичка идеологија, ова им дава предност
на грчките либерали и демократи да признаат поинакво поимење на македонштината од она што го учат во школите. Знаете, македонската влада и македонските преговарачи може да бидат обвинувани до безсвест дека направиле национално предавство или дека направиле, подпишале капитулантски договор со Грција, дека сме подпишале нешто под уцена. Меѓутоа, треба да сватиме една работа. Сличните обвинувања не на оваа влада, сличните обвинувања од истите луѓе кои што обвинуваат ги слушавме во времето на рамковниот договор. Се сеќавате кога беше подпишан Охридскиот рамковен договор? Што ни говореа? Дека е подпишан под уцена на ова кој што е на онај и на УЧК во тоа време. Дека со тоа практично ќе се уништи македонската нација. Дека со тоа Македонија веќе нема да биде никогаш истата како што е и дека по сила сме го промениле уставот и заради тоа што тоа е направено под уцена и подписано, тоа нема никогаш веќе повеќе да важи. И истите тие кои што ги даваат тие аргументи за Охридскиот рамковен договор, а кои што подоцна рекаат дека тоа е многу добро решение и покажува Македонија во демократско светло, сега ги повторуваат истите приказни за договорот со Грција и за промените што ги правиме со уставот со кој што ќе се имплементира тој договор за Грција. Оттаму бидете убедени дека за известно време тие ќе бидат најголемите, и јас сум убеден дека ќе бидат најголемите поборници за примена за имплементација на овој договор. Во еден ваков декември, пред 2 години, се сеќавате дека беа предвремените парламентарни избори. Сега дознавме дека онаа ноќ пред Дик, кога ја нарекоа ноќта на долгите ножеви и така натаму, дека луѓето имале намера да го запалат Дик ако не ја добијат, ако се случи промената на власт. Подоцна дури не беше можно да се формира влада скоро половина година во Македонија. Дури на оној крвавиот четврток имало подготовки денови, како што разбираме, за убиства на лидерите, за предизвикување на војна, само да не се дозволи промена на власта во Македонија. Се случувало сето тоа, меѓу другото заради 2 причини: да се скријат големите криминали на кои што сме сега сведоци и да не се практично промени националистичката идеологија која била секогаш алиби за одржување на непријателството кон соседите, за одржување на Македонија во изолација и за создавање на авторитарниот режим во Македонија. Можеме ние на владата да изабележуваме што сакаме и не дека не прави грешки и не дека нема грешки. Меѓутоа, во овие година и половина, нешто колку што е на власт и така, направени се, според мене, 3 многу значајни нешта кои што ја смалуваат можноста одново да биде инсталиран авторитарен режим или поразените сили да се вратат на власт. Првото што е направено, според мене, е смената начинот на водењето на досегашната надворешна политика на Македонија. До промената на таа политика порано се темелеше на непопустливост, безкомпромисност, свесно иритирање на соседите со градење нови митологии и митологии на националното потекло, со убеденост дека меѓународното право е на наша страна и дека не треба ние да се грижиме за било што, освен да чекаме тоа прашање само да се реши. Смената е она надворешна политика која постојано повторуваше дека преговараме за членство, ние сме форма за членство на НАТО и Европската Унија, меѓутоа заради тоа членство водеше разговори од кои што не сакаше никој да ги доведе до било каков договор, ниту со Бугарија, ниту со Грција. И затоа прво мораше да се промени власта во Македонија. Беше да се промени таквата надворешна политика за да не дозволи можноста да останеме во меѓународна изолација и да се обезбедат, да се спречат можностите за воспоставување на нов авторитарен режим или враќање на поразените сили во Македонија. Знаете, не треба да се заборави дека целта на секоја надворешна политика е всушност остварување на целите на внатрешната политика, да се обезбеди мир, стабилност, безбедност, да се обезбеди економски прогрес, слобода и демократија. Оттаму, таа промена одзема вистина многу време, меѓутоа вреди да се направи тоа што таа е гаранцијата за оно што потоа внатре во Македонија ќе се случи. А втората клучна промена во Македонија која се одвиваше, чекайте сега, само малку, ево експерти тоа, знаете како дека ќе почнат да овако што се бунат и така натаму. Истовремено со промената на надворешната политика и која беше предуслов тие да се случат, е ослободувањето од стравот, да се помрде нешто. Напуштањето на националистичките позиции и враќањето на самодовербата на нацијата.
Во свеста на македонскиот народ, со години наназад бил гнездован стравот од соседите, од албанците во Македонија, од големите сили, од мрачните сценарија за национално обезличување на македонците и за уништување на можноста за постоење на наша држава. Соочени со бројни неправди, порази и жртви во процесот на градењето на македонската национална посебност, но и при создавањето на прва држава на македонскиот народ по Втората светска војна. Живеевме, како што ќе забележи писателката Кица Колбе, со психологијата на жртва. Се чувствувавме со чувство на тоа дека сме уценети, подценети, дискриминирани, дека нема правда. Беше вгнездена свеста дека не бидува, не можеме ништо сами да направиме, дека ништо од нас не зависи, дека немаме моćни пријатели кои би не поддржале, дека сме многу мали, дека ништо нас не прашува. Зборувавме дека ќе се иселиме од овој простор, ќе исчезнеме и дека тоа ќе биде бидејќи немаме добри политичари и државници кои ќе се одважат да ризикуваат да ги изгубат следните избори, но да постигнат за време на својот мандат нешто многу позначено за својата земја, нација, за едината на генерациите во македонското општество. И живеевме насекаде во светот со нашите илузии за големината и староста на македонската нација, со нашите митови за Александар и Филип, кои ги победиле грците и ги освоиле светот, со верувањето дека сме избран народ, дека сме земја во која што дошол Свети Павле и се населил во паљурци, и дека од нас почнала да се развива цивилизацијата, писменоста и се шири христијанството. Од денот кога се распадна и така натаму, да не должам да малку скратам во целата работа, секако до пред изборите во 2016 година ние не верувавме дека сме способни да се справиме ниту со нашите локални бандити, кои ја имаа заробена државата, дека ќе ни бидат потребни уште многу децении за да се надмине етничкото гласање само за своите, дека ќе изгубат оние македонци и партии што ќе понудат концепт за Македонија како едно општество на равноправни граѓани. Никој не веруваше дека премиерот Заев и тогашниот лидер на СДСМ ќе успее да склучи договор за добрососедство и пријателство со Грција. Со години ни се вградуваше во свеста дека проблемот со Грција за разликите околу името не лежи во името, туку во фактот што Грција не сека да дозволи да постоиме како посебна македонска нација, со свој македонски јазик, култура и историја. Се создаваше голема скепса не само во способноста на Заев да успее во постигнувањето на фер договор со Грција, туку и во подготвеноста на Грција да прифати новата политичка реалност и да се справи со сопствениот национализам. Голем број граѓани кога се потпиша договорот со Грција, исто како што по брзото потпишување на договорот со Бугарија, беа изложени на шок. Што се случи? Премиерот со својот тим им понуди политика во која националниот страв се заменува со национална храброст, фрустрациите со оптимизам, конфликтот со соседите со пријателство, национализмот со почитување на другите нации и разбирање за нивните стравови, изолацијата на земјата со интеграција. Македонија практично со овие одлуки го започна тој многу чувствителен процес на ослободување на нацијата од стравот, но и на лишување на нацијата од лажната големина и старост на нацијата, од лажните митови и митологизации, од предрасудите за соседите и за големите сили, од фрустрациите и од националните стравови. Со тие потези се прави се за да се подигне националното достоинство и да се обезбеди земјата и нацијата со нови почитувачи и непријатели. И верувајте ми, тоа е најтешката реформа од сите реформи што ги правиме во Македонија. Без таа реформа на менталитетот, на свеста, без враќањето на самодовербата во нацијата, нема никогаш да успееме да направиме нити реформи во судството, нити реформи во полицијата, нити реформи во економијата. Оттаму, овој исчекор, кој што јас и натаму го сметам за визионерски, е многу значаен. И тука ќе застанам, за да ја оставам простор, вие да учествувате во дебатата, а не само ние експертите. Ви благодарам многу. Благодарам, професоре. Благодарам на сите панелисти за вашите излагања. Сега оставам простор за постување на прашања од страна на присутните и би ве замолил со микрофонот, ево, да со кревање на рака тројца по тројца да постуваат прашања и би ве замолил да бидат